Северна Македонија треба да биде паметна, вели министерот за транспорт и врски Александар Николовски, коментирајќи ги последните случувања на релација Европска унија и Соединетите Американски држави, кои може да се рефлектираат и на економски план. Јас мислам дека за Македонија кризите се шанса, затоа што доколку сме паметни, многу компании кои што бегаат од одредени други дестинации, можеме да ги привлечеме тука и наместо да губиме работни места, да отвараме работни места и мислам дека тоа ќе го гледате во периодот што доаѓа. Како пример, тој посочува дека светската економска криза и европската должничка криза беше време кога добар дел од постечките странски инвестиции дошле токму тогаш. Професорот по јавни финансии на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, Анастас Ѓуровски, вели дека Северна Македонија својата шанса треба да ја бара преку соработка на македонски компании со американскиот сектор на услуги. Бизнес моделите се најчесто два на соработка или отворање на подружници на американски компании кај нас, или пак работа преку аутсорсинг, што исто така интересно. И карактеристично е тоа што и двата модели се исклучително успешни, а овој тип на компании се исто така и едни од компаниите кои што се со најбрз раст на македонскиот пазар. Ѓуровски смета дека и државата може да се вклучи во овој процес преку субвенции за основање на такви микрокомпании. Најчесто тоа може да се направи и се прави преку два начини во светот, преку олеснување на процесот на добивање на информации, учество на бизнис форуми и слично, меѓутоа, од друга страна, треба да се охрабрат македонските предприемачи, тоа посебно младите предприемачи, да ги користат постоечките деловни платформи, кои што постојат на интернет и кои што се лесно достапни до сите нас и кои што навистина може да донесат огромен успех. Но Виктор Мизо, председател на Советот на странски инвестиции во Северна Македонија, поинаку гледа на актуелните случувања и можното воведување санкции. За него САД бараат начин да ги изедначат условите под кои тргуваат со Европа, мислење што го темели на изјавите на американскиот председател од јануари, кога изјави: Европската унија е многу лоша за нас, затоа и таа ќе биде вклучена во новите царини. Тоа е единствениот начин, мора да има правичност, рече тогаш Трамп. Не сум сигурен дека тие царини ќе бидат нешто што е долгорочно присутно, бидејќи различно е што прави со Америка визави Кина, но со Европа можеби тоа е барање за некој изедначување на условите, за да има исти принцип како се третираат нивните производи во Европа и европските во Соединетите Американски држави. Кога станува збор за автомобилската индустрија, тој смета дека царините можат да имат директно влијание кај некој од германските производители на премиум возила, бидејќи некои од нив за глобалниот пазар се произведуваат во Европа, а потоа се извезуваат во САД, но може да немаат поизразено влијание врз крајните потрошувачи. Ако купувате вие некое премиум германско возило кое може да кошта над $150,000, дали тие луѓе, ако е тоа возило малку поскапо, тоа нешто им значи, бидејќи таа цена на возило ја купуваат најчесто ултрабогати луѓе. Тоа може би да влијае по некои средни класи на возила. Како тоа ќе влијае врз компаниите во Северна Македонија, зависи од тоа кој е портфолиото на тие компании, односно за кои брендови и модели на возила станува збор, вели Мизо. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.